Под европските вредности подразбираме заедништво, взаемно почитување, права на малцинствата и секако човековите права и слободи. Општина Куманово е мултиетничка општина и ја представува Македонија во мало. Живеат различни етнички заедници и сите имаат еднакви права и можности. Должни се да ги почитуваат законите на државата и да се водат по нив. Општината се обидува да изгради поголеми капацитети за да ги следи тековните трендови во делот на онаа што значи и европски вредности, но и европски интегративен процес, бидејќи Македонија физички припаѓа на Европа и местото ни е таму во Европската Унија и по дефолт се налага и да се залагаме за едни вакви вредности каде што сите ќе имаат еднаква можност. Во рамките на општината постои сектор за евроинтеграција и локален економски развој и ние тие тимови и капацитети секојдневно ги надополнуваме со квалитетни кадри за да можеме да ги следиме тие трендови и да се подготвуваме на предизвиците кои што предстојат, особено во делот на имплементацијата на договорот кој што треба да следи со Европската Унија. Не можеме да разговараме за европските вредности ако не размислуваме во духот на Шуман и Монекога. Ја ги ставаат и зачетоците на една денешна собор. Куманово спроведува стратегија едно општество за сите уште од почетокот на независноста на Македонија. Како што реков, ние сме мултиетничко општество и се обидуваме тоа мултиетничко општество да го градиме и суштински, не само на хартија. За жал, рецидивите од минатото, каде што имаме комплетна поделеност на младите луѓе во делот на посетување на училиштата. Значи, нас младите, поради рецидивите од минатото, со одредени законски измени, ни се поделени уште од основните училишта. И сега се обидуваме со мултиетнички групи во детските градинки. Имаме 3 училишта каде што ги посетуваат ученици од различни етнички заедници. Повторно да ги споиме тие генерации на млади луѓе за да не се сведат дека етничките заедници, тоест македонската, албанската заедница помеѓу себе говори на англиски јазик, а тоа се почесто се случува. За да изградиме едно во суштина мултиетничко општество кое што е еднакво за сите, тогаш првенствено треба да ги споиме младите луѓе да бидат заедно. И тоа е еден долгорочен процес кој што бара и многу време, но првенствено бара и дополнителни средства кои што општината ги нема на располагање. Е една конкретна идеја, изградба на една мултиетничка градинка каде што би собрале поголем број на деца и каде што во таа мултиетничка градинка би израснале нови генерации на деца кои што дополнително потоа низ воспитно-образовниот процес ќе го надополнуваат тоа свое другарство и ќе создаваат цврсти врски. Ако тргнам од својот пример, бидејќи бев една од оние генерации која што не беше поделена и заврши средно училиште некаде до 94-та година, јас ден денеска сите другари кои што припаѓаат на една мултиетничка средина од различните етнички групи, ги имам пријателство и другарство изградено врз база на моите контакти во основното и средното образование. И тоа како добар пример треба да го повториме. Дали проектот Едно општество за сите ќе успее, ќе покаже времето. Јас сум убеден дека ние можеме да направиме многу да оваа биде успешен проект за да се намалат разликите помеѓу граѓаните и помеѓу заедниците, но и социјалните разлики, не само верските, етничките или политичките разлики. Живееме во длабоко поделено политичко општество, кое што е дефинирано на патриоти и на предавници. Предавниците во наводници се оние попрогресивните кои што сакаат да работат отворено на овие теми, а патриотите се секогаш онаа хардкор варијанта која што се бори за национални, етнички и други права и едноставно го обструира
таквиот прогресивен начин на размислување на оние кои што се борат за поголемите вредности. Доколку живееме под исто небо, на иста земја, еднакви сме сите од раѓање и така и ќе завршиме еден ден. Зошто би имало поделби воопшто во општеството, па дури и во светот.